Почитувани гледачи, добро ден и добродојдовте на програмата на К3 телевизија, утринска програма резервиран термин за вообичаените настани од североистокот. Денеска имате убава можност да погледнете интересен разговор со представници на фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово, кој во изминатите години бележи изворени резултати како на домашна, така и на меѓународна сцена. Интересна приказна за овој клуб, бидејќи во изминатите години тој беше одличен презентер на градот Куманово и на Република Македонија. Добар ден и добро за моите гости, 5 членови на фудбалскиот клуб Евроспорт и председателот и собственикот на клубот, познатиот спортски работник од нашиот град, Александар Маневски. Добро дојдовте и се надевам дека ќе ви биде интересно во нашето студио. Благодарам и на поканата. Вака сега, Александар, гледачите знаат за фудбалскиот клуб на Евроспорт, меѓутоа за оние што не знаат, вие сте клуб кој во континуитет работи квалитетно и на долги патеки и имате изворени резултати. Посебно би ја потенцирал ова 2018 година, каде што фудбалскиот клуб Евроспорт е малку во Куманово, па надвор од границите на Македонија, меѓутоа секаде каде што игравте, навистина постигнувате изворени резултати. Еве да ни кажете што вие направите во 2018 година. Мислам дека ќе ни треба многу повеќе време, но ајде да појдеме поред. Да, секако, значи, покрај успешните минати години што како клуб полека нели се качуваме нагоре, ова година е посебно за нас, значи посебно успешна, поради тоа што фактот учествуваме на многу меѓународни турнири и домашни, меѓутоа за разлика од другите години, нели, како по 2-3 турнира, оваа година бевме преку некои 2-13 турнири ван на Македонија, каде што представуваме нашиот клуб, нашиот град, нашата држава. И јас направив една, да кажам, хронолошки напишав, пошто има повеќе закажување. И мислам дека може да почнам прво со успехот на, зборам само за 2018, значи не зборуваме пред тоа каде што бевме во Австрија, во Грција, во Србија, во Бугарија на тие меѓународни турнири. Значи да почнам со 2018 каде што бевме есенски прваци, да, значи есенски прваци со генерација 2002 и 2001 во Лигата пионери и помлади пионери. Потоа, значи, имаше во март имаме многу добар турнир, значи многу организиран од Академија Пандев и нашиот голем фудбалер, најголем наш македонски фудбалер, каде што беше во Струмица се одржаваше, тоа беше многу јак и голем турнир, каде што зема учество екипи од Балканот, од Хрватска, од Србија, од Босна, од Бугарија, имаше екипи од Маѓарска, значи турнирот беше на едно високо ниво, каде што екипите како Реал Ниш, како Осијек, како, да не кажам овие нашите домашните Шкендија, Вардар, Пелистер и ред другите екипи, Академија Пандев. Значи ние со 2006 генерација освоиме огромен успех, значи го освоиме првото место, каде што во финалето победиме 2-0 и каде што го добиме најдобриот играч на турнирот за 2006 генерација, Дарија Јакимовски беше прогласен за најдобар играч. И на тој турнир, значи, потоа уште повеќе ни даде волја за работа, ни ги отвори патиштата за други настани. На некој начин тие успеси на меѓународна сцена ве мотивира пак да патувате. Да, секако. Потоа имаме одма покана добивме од Златибор, значи од Црвена ѕвезда организираше турнир во Златибор под организација на Црвена ѕвезда.
каде што децата исто со 2006 генерација отидовме и таму бевме четврти на тој турнир, изгубивме за трето место, изгубивме од мислам дека беше Чукарички од Белград, каде децата покажа, значи одлична игра, надпреварите се игра во еден ден по 4-5 надпревари, што е премногу, меѓутоа така турнирски така се игра некогаш, меѓутоа не секогаш добрите победуваат и наиздржливите. Сега мора да ве запрашам, велат кумановци и овие спортски работници кои биле на Златибор, викаат, велат, односно дека такво место убаво за подготовки, за напревари нема никаде. Дали тоа точно? Па да, секако. Кој бил знае, кој не треба да отиде, мислам дека да види, тоа е прекрасно. Ние баш со екипата, со децата зборуваме, значи како да си во Швајцарска, значи Швајцарска на Балканот, значи така баш ваздухот е, значи извонреден, условите европски, има многу луѓе, многу туристи, значи прекрасно беше. Прекрасно беше. И велат дека Златибор има таа надморска висина идеална за подготовки 1000-1050 метри. Да, затоа екипите идат на припреми таму. Сите екипи сега одат на припреми и на зимски и на летни припреми во Златибор идат. Посебно да го потенцираме овој ваш извореден настап во Шведска, каде што бевте пречекани на највисоко можно ниво како представници на градот Куманово во вашиот клуб и вашите импресии од Шведска и ден денеска ги раскажувате, било каде седнете, велите дека тоа е нешто незаборавно. Тоа мисля да го сам за покрасно како шлак на торта, али ќе го кажам сега. Може да го кажете, па ќе се вратиме. Да, ќе го кажам сега. Значи, во соработка со Академија Пандев, како успешна генерација 2001, 2001, 2002, значи ја добивме честа ние како пошто школа е една од подобрите, сега да не се нели ние фалиме, самите, значи една од подобрите ни даваат последните неколку турнири ни ги даваат како награда на тоа наша успешна работа и соработка со нив. Тамо бевме изненадени, значи прво кога отидовме и ние не знаме кај, значи бевме воодушевени од самата организација. Имаме некои информации, меѓутоа не знаеме дека тој турнир е толку јак, толку силен од светски размери, како што гледаме, значи тој турнир на отварање имаше 55.000 луѓе, значи на отварање во Шведска, каде што од нашиот град има 13 дечиња што играат за Академија Пандев, значи тоест под македонска застава, единствен клуб од Македонија, од 79 нации, значи имаше таму, по 200 генерации по 200 екипи во генерација, значи учествуваа. Не знам, импресиите се многу големи како да сме отишли на Олимпијада или на светско првенство. Тоа е и баш кога играме со еминентни екипи како што се Хакен, Сириус, шведски прволигаши, значи од Јамајка игравме со репрезентација на Јамајка, игравме со тамо Токио исто беше азијски првак, беше Депортиво Алавес од Шпанија, беше кој уште беа многу силни екипи од Европа. Да, многу од Европа и од целиот свет, значи беа, не само од Европа, значи целиот свет буквално беше тамо, од афричките, значи репрезентација Гана беше, брегот на Слоновата коска, значи буквално беа репрезентации таму. А Шведска како земја фантастично нешто. Шведска, тоа е само треба да се отиде да се види, значи од услови, значи од систем на еве погледнете сега публика на еден натпревар кај што играме утакмиците, 7.500 луѓе имаше на утакмиците. Значи тоа е едно, како да кажам, еден голем мотив и за децата и за фудбалерите и за сите. Значи на една утакмица каде што играат деца од 17 години 7.500 луѓе. Кај нас во прва лига не можеш да собереш цело околу 500 луѓе. И вие сте амбасадори на Куманово и на Македонија. Во Шведска го презентиравте достојно градот и државата. Еве гледам и многу знамиња тука. Атмосферата беше прекрасна, значи имаше ли македонци кои навиваат на трибините? Имавме, значи посебен поздрав за Горан Гоце, таму нашиот што живи во Шведска и еден од што ни помогна таму за да отидеме во Шведска, значи човекот голема захвалност да му се заблагодариме на него покрај Академија Пандев, значи тој беше главниот, да кажам, виновник што отидовме таму, и голема благодарност, да.
Сега да им дадеме шанса на овие едни асови на кумановскиот фудбал, се надам дека некој од нив ќе стане успешен во својата кариера. Одиме најпрвин со Давид Тодоровски, 16 години, голман, генерација 2002. Давид, ти ни рече дека има само пофални зборови за работата и условите во ФК Евроспорт. Да, имам пофални зборови за клубот, се тренира напорно, се гледа да се извлече максимумот од сите играчи, да биде најдобро. Сега да ни кажеш, кој те натера да играш фудбал, дали твоите родители, дали Александар како прв човек на клубот, некој друг, кој те внесе во тајните на овој спорт? Па најпрви имав желба да станам добар играч, но има и тука благодарение на тренерите, на председателот на клубот, и добив волја да тренирам. Еве сега да им кажеш на твоите другарчиња кои те слушаат, што се предислови да станеш добар голман? Што треба да имаш покрај работа и дисциплина, другите карактеристики кои треба да ги има еден млад човек? Па не треба многу, навеќе треба да се работи, 99% е работа. Да. Одиме понатаму, до мене Дарио Јакимовски, 12 години, на 2 турнира, најдобар играч. Дарио, твоите впечатоци? Впечатоците се многу убави, имавме добри услови, се трудевме, игравме напорно и успеав. Дали беше ти во Шведска или на некои овие турнири? Не бе во Шведска, таму беа по големи. По возрастните. И што планираш понатаму во твојата кариера? Па да тренираме напорно и побрзо да напредуваме. Можеш да ни кажеш во кој клуб би сакал да играш во Европа? Во Европа, не знам. Реал, Барселона, Челси? Највеќе во Барселона. Зошто? Заради Меси или заради друг некој? Па заради играта, ти е многу добра игра, ти и мене идол ми е Меси, па затоа. Добро. Одиме понатаму. Генти Шакири, извореден левбек во фудбалскиот клуб Евроспорт. Веројатно Генти он сака да игра во Барселона или не? Не, во Реал Мадрид. Зошто во Реал? Роналдо више не е таму? Радари кого? Да, од кад знам фудбал, Реал Мадрид ми е идол како екипа. Так. И затоа сакам каде Реал да идам. Кажи ни ти од кога тренираш фудбал? Веќе 2 сезони. 2 сезони. И се си во фудбалскиот клуб Евроспорт и можеш да ни кажеш пофални зборови за условите за работа, за начинот на приодот на сите луѓе во клубот кои ве учат во тајните на фудбалот. Какви се твоите впечатоци еве после 2 години работа? Што научи ти во фудбалскиот клуб Евроспорт? Многу повеќе што знаеш. Значи си напредувал? Да. И одиш понатаму, не застануваш тука? Да. Многу повеќе сум напредувал и многу е добра екипа, многу ga сакам тоа и многу има култура. Имаме и како да кажем, Добро се работи. Добра соработка имате со тренерите? Да, и некако другарство, не гледаме Да, има едно големо другарство во екипата. Да. Не се гледа по нации или нешто. Така. Нација по вера, да сите сме заедно, сплотени. Заедно, како едно семејство. Да. Тоа е многу добро. Одиме понатаму, Марио Димитровски, најдобар стрелец во лигата. Што треба да бидеш голгетер? Па највеќе треба да се тренира, да се има упорност и кога сакаш да успееш, ќе успееш. На кого ти посветуваш, на Панчев или на некој друг од Македонија како голгетер? Робен. Това е Робен. Робен? Да. Од Бајер Михен. Добро, друг некој фудбалер кој вака го почитуваш најмногу од светски рамки? Па може да го кажам и Ембапе, и тоа ми е исто омилен како Робен. Добро. Кажи ни, што не повеќе ви учи тренерот покрај оние основни работи во фудбалот, што ве советува дека покрај да бидете добри фудбалери треба да бидете добри деца, да бидете послушни и еден ден да станете покрај добар спортист и успешен човек во општеството? Па да, треба да се игра фер плей, да се почитува се со играчот, кога
нешто ќе биде да се даде рака и така, да бидеме културни, Да. без инциденти, нешто така. Сега сите добија збор, повторно одиме со Малиот не добро. малиот да ни каже Дарио, Не, да, Андре, пардон. На два играча да бидеш најдобар, на два турнира да бидеш најдобар играч. он беше. Да, тој беше. Кажи ни ти кои се твоите први почетоци во кариерата? Каде ти почна да играш? Дали пред Евроспорт беше некаде другде или право таму отиде? Не, јас од самиот почеток почнав да тренирам во Евроспорт, бидејќи видев дека тука има голем успех и бидејќи гледам дека има напорни тренинзи и тука сакав да тренирам. Кои се твоите планови за понатаму во кариерата? Па само да тренираме и со текот на време секако е на свое место. Добро, благодарам. Председателе, вие сте презадоволни што имате вака, еве, покрај добри спортисти имате и дечиња кои се со домашно воспитување и веројатно вие ги учите и ги советувате дека треба да бидат и сериозни, одговорни луѓе покрај спортот. Па да, секако, значи работиме на тоа, а ние на неколку, значи каде веќино ми да одиме, сме едни од, како да кажам, не прогласувати за ферплей екипа, од аспект на културни деца, на спортски план, значи не играме прљаво, не играме грубо, значи ги учиме децата да бидат пред се добри луѓе, да бидат спортисти. Затоа сега имаме брзо пред некој ден, еве сега гледам на екран, значи имавме едукација од Даворка Леони, значи тој е познат спортски психолог од Ниш, која на моја покана дојде на Арена Евроспорт кај нас и имавме едукација за млади фудбалери, едукација за родители и едукација за повозрастни фудбалери. Значи ние работиме не само да кажам на тренинзите како фудбал, значи за да се стане успешен фудбалер треба многу, значи да коцки да се поклопат од исхрана, од психологија, од фудбал, значи од психолошки план, од технички план, од тактички, од многу аспекти, значи. За тоа се склопи треба многу напорна работа, многу труд и тоа. Што таа најповеќе ги учиш овие дечи? Што им советуваш? Па може тие сами да кажат, значи управо тоа што кажеме, значи да бидат прво добри како луѓе, како да влегуваат во комуникација со публиката, со судиите, значи како да делуваат, како со родителите, спојка измеѓу родител, тренер и играч. Да. Значи да имаме комуникација, значи како да влегуваат на надпревар, значи без трема, они со самопоуздање, значи многу работи имаше што имаше да каже Даворка, значи таа иначе беше едно 6 сати се задржа кај нас доле. Беше обемно предавањето и бевме презадоволни, значи од нејзинат и таа пак сака да дојде пошто по нена иницијатива и се многу допадна, значи екипата, организацијата и самите деца, значи пристапот на децата. Да, овој прашувам затоа што поголемиот број на млади дечиња сега има еден мал проблем, сите се пред компјутери, цел ноќ не спијат редовно, лошо се хранат, некако и тоа зло полека треба да се искоренува затоа што покрај тоа што компјутерот има добри работи, прави штета на дечињата. Веројатно овие млади таленти компјутерот го имаат, меѓутоа не толку во своите глави, веројатно, претпоставува. Така ли? Повеќе го ставаме на второ место компјутерот. Да, повеќе спорт и да имате здраво тело и здрав дух. Сега, многу е битно да кажем, Александр, дека има така наречен триаголник, ако може така да го кажем, вие како прочовек на клубот, родители, деца. Тој триаголник функционира кај вас безпрекорно и секогаш разговарате во интерес на овие дечиња да одат напред. Па да, секако ние го викаме, значи постручно златен триаголник. Комуникација помеѓу родител, тренер и играч дава резултат. Значи, ако има добра комуникација меѓу тренер и играч и тренер, родител, многу е полесно детето да напредува и на нас самите, значи тренери и стручњаци во клубот,
да ни помогнат и родителите и децата, а и ние на нив, значи на родителите на децата, за да идеме сите напред, значи да не застануваме во место. Кога ги следевме вашите напревари, имавме некои снимки од вашите дуели, гледаме дека има публика, меѓутоа тоа се уште не е доволен број. Па ева да испратиме до ова место апел до гледачите да дојдат да ве следат, бидејќи има што да видат од овие млади таленти, имате добри партии, имате добри резултати. Па да, јас цело време апелирам. Кај нас малку фудбалот е, да не кажам, на ниски гранки. Ниски гранки и во Македонија, но и во Куманово посебно. Да кажам, пошто во Куманово, како нели сега Гоблен влезе во втора лига, претходно немаше екипа долги години, значи во прва и втора лига, и во трета немаше. Сега, значи, Студена вода во трета лига, Гоблен во втора. И сега почнува малку да мрдат работите и со нас, значи, ние, нашиот клуб представува, значи, и надвор и вон границите и тука во Македонија. И мислам дека повеќе, значи, доаѓаат родители, меѓутоа и родителите треба уште повеќе да допринесат со своето присуство и публиката, значи, да ги види овие таленти. Сигурно ќе излезе некој добар играч од овие дечиња, пошто сум сигурен, и има квалитетни деца, квалитетни генерации, имаме, значи, од 2012 генерации деца и 2013 имаме до 2000 година. Тоа се генерации, 13 генерации на деца има во нашиот клуб. Голема бројка на дечи. Тоа е огромна бројка, значи. И да кажеме каде играте на преварите во населбата Доброшане? На преварите се играат таму само ги играме на преварите од втората лига младинска, значи кадетска, младинска, пионерска и помлада пионерска лига. Другите ги играме во Скопје. Тренираме тука на нашиот терен Арена Евроспорт. Так. Пред неполна година го земаме под концесија и теренот на ЗИК, тука кај ЗИК што беше поранешен ЗИК, тука го одржуваме, го правиме, ни треба за работа, пошто има многу генерации, многу деца, за успешна работа треба да имаш и терен. Колку прилike сега дечи имате моментално во целиот клуб? Па сега се зголемува бројката, значи од не можам да кажам точна бројка, меѓутоа преку 130 па и до 150 варира бројката сега, значи се зголемува со нашите успеси, со нашата работа, се слуша добар, значи добар глас сега да се слуша. Да. Како што кажаме, ние сме и да не кажам мултиетнички клуб, пошто кај нас тренираат сите деца, значи без разлика на вера, нација, ние не гледаме тоа. Значи пред се имаме албанчиња деца кои нагло доаѓаат кај нас. Так. Имаме Срби, имаме Роми, имаме од сите националности, значи, и овој клуб е за сите добродојден. Значи, ние кај нас гледаме само успешна работа и успешни деца, друго не интересира. За вашата успешна работа говори податокот дека имате еден извонреден продукт од вашата школа. Тоа е нашиот Столе Димитриевски, кој брани во Шпанија, во прва лига во Рајево Лекано, и Столе е благодарен до вас, бидејќи од тука започна да ги учи тајните на фудбалската игра и сега дојде до Шпанија да игра. Да, сега најпрвин јавно да му честитам на Столе Димитриевски, пред некој ден потпиша за Рајево Лекано, тоа е во прва шпанска суперлига, премиер лига фактички ќе му дојде. Примера дивизион. Примера дивизион, да. Каде што ќе настапува против Реал Мадрид, против Барселона, големите гиганти, и ние сме, значи, како да кажам, поносни на самиот Столе. Тој и пред месец дена не посети, каде бевте и вие, мислам дека доле кај нас дојде на Арена Евроспорт, ги посети дечињата, им кажуваш искуство како, значи, тренерот како почнал кај нас беше долги години, значи, ние им даваше совети и ние со него се гордееме, каде да одиме, го спомнуваме него, а и тој нас, значи, од каде потекнал, не заборава каде потекнал, од која школа, и голема благодарност. Го почитува. Да, го почитува. И сега да објасниме нашите гледачи дека Александра Маневски потекнува од спортско семејство. Неговиот татко беше извореден боксер, Цветан Маневски, и ќе ве прашам вака директно, што научивте од Цветан Маневски, што преземате од него, да тој ве натери вие да бидете вака упорен и борбен во спортот? Па веројатно генетиката прво тука, пошто тој беше успешен боксер, по старите генерации го памтат, значи тој има боксувано за
Куманово, за Вардар, за Пелистер, за Раднички Ниш имаше 7 сезони Прокупле и има извънредни успеси, значи првак на Србија 2 пати, на Македонија 7-8 пати првак. И од него огромно многу големи работи имам научено, значи прво како човек, упорноста и генетиката и советите од самиот него. Да, вие да кажеме нека бевте и своевремено член на фудбалскиот клуб Куманово, имавте таму добри остварувања, меѓутоа еве сите нас не боли тоа што Куманово скоро 2 децении нема ни трето лигаш, а камоли прволигаш, што заслужува. Па да, секако, значи јас сум еден од ретките што сакам нешто да направам. Има и други ентузијасти, и други луѓе, меѓутоа треба на дела малку повеќе се покажеме. Треба и општината малку да има слух, меѓутоа потом, значи сакам да кажам дека управо тоа правиме. Темелите се градат од младите категории. Сите сака да градат од прва екипа, значи увек се гради од младите категории, па се иде нагоре. Сега стигнавме, значи како што кажав, во Куманово осим Милано, до сега значи немало кадети и младинци. Значи некои 15 години. Так. Сега ние се надпреваруваме, стекнавме кога бидовме први во регионална лига на Македонија, значи до Гевгелија таа лига беше. Пионери и помлади пионери бидовме први и се стекнавме со право на настап во втора македонска лига, каде што се Пелистер, Милано, Силекс, Тетекс, Кожув, значи еминентни и прволигаши и второлигаши, значи сениорски, каде што сега пред една недела имаме, овој викенд имаме старт, значи во првенството, играме со ФК Милано, со кадети, со младинци победивме, значи 3-1, со кадети изгубивме 1-0, со пионери победивме 4-1 и со помладите пионери 3-2 победивме, значи 3 утакмици победивме, една изгубивме, каде што беше успешен старт, значи за овие млади категории за ова сезона. Каде можат заинтересирани млади дечиња да дојдат кај вас да се запишат, како да се обратат? Па има нон-стоп имаме ние, значи преку Facebook, преку компјутери, да, имаме, значи нели како реклами пуштаме, значи телефонски број, може да дојдат на Арена Евроспорт, значи да се обратат преку, може да кажеме, телефон ако треба или да, ако треба нешто. Да не забораваме, Александра, ги спомнеме и тренерите кои работат во вашиот клуб, бидејќи и тие на некој начин се заслужи за сите овие успеси. Па да, секако без тренерите не може, значи не може да функционира сам. Значи они имаат огромно да кажам огромен допринос за ова се што се случи. Значи секој тренер можам посебно да го пофалам и ќе ги пофалам посебно. Ивица Јовановски, значи со него заедно со Скендар Исмаили одевме на сите турнири, ние тројца за 2006-та. Морам да го напоменам и тој турнир во Босна што беше. Значи во Босна беше, да не го прескокнеме тоа што е, пошто таму бевме прво место во Пелагичево, во Босна и Херцеговина, кај што учествува Осијек, Црвена звезда, значи овие од Австрија екипи имаше од Босна, Сараево, Железничар, значи од Словенија екипи имаше, значи од целиот Балкан екипи, најдобри екипи, каде што ние во полуфинале го елиминираме Осијек, со Звезда играме 0-0 во групна фаза и бидовме први. Турнирот беше многу феноменален и од тука добивме wild card, значи ние не знаевме, добивме за 3 дена, значи како први на турнирот сите има една организација по турнири како Лига шампиони за деца 2006 генерација, каде што од сите пример има 36 турнири низ Европа и од сите тие 36 победниците се собираат секоја година во Австрија, овој пат беше во Босна, во Сараево. Значи ние бевме последните што успеавме да обезбедиме учество на тој турнир и кога се вративме од Босна, од Пелагичево, одма моравме за 3 дена да идеме за Сараево, каде што беше се обезбедено, платен хотел, само превозот го ние обезбедивме. Се беше, значи, бесплатно, хотел со 4 звезди, значи многу убаво пројдовме. Таму беше еден Ливерпул,
Значи Штурм Грац за мене е една од најквалитетните екипи што ги имам гледано. Црвена звезда не спомнувам, значи овие што беа балканските екипи што беа од Словенија, од Спарта Прага, Славија Прага, Манчестер Сити, од исто германските екипи, не знам кои уште беа. Значи многу квалитетен турнир. Победниците од сите турнири, од 36 значи турнира, тука беа споени. Да, ние стигнаме до 8 на финале, испаднаме пошто имаме во група имаме 6 екипи, да пройдеш групата, значи со тие такви квалитетни екипи тоа е успех, значи огромен. Сега имаме Црвена звезда како единствен претставник од Балканот во Лигата на шампионите. Веројатно и овие млади дечиња ги интересира. Еве, многу кумановци ќе заминат сега на 18 септември да гледаат Звезда Наполи, па на 6 ноември доаѓа Ливерпул, па на 11 Мбапе. Ќе одите ли во Белград? Па да, јас секако ќе одам, значи пошто јас сум и од дете, значи навивам за Црвена звезда. Ги памтам кога беа европски светски шампиони. И моите деца исто дома навиваат за Звезда. Кога има дерби Звезда Партизан ние кога сме слободни одиме, сега обавезно значи со Наполи ќе одиме, со Ливерпул, со овие мора да идеме, значи големо искуство е. Имам исто соработка таму со тие тренери, контакти, комуникација, значи кога одам таму разменувам искуства, доста ни помагаат во работите. Да, и Црвена звезда сега од ова што ќе настапи ќе си заработи на 20 милиони евра. Упорна работа, секој се исплати. Секогаш се исплати упорната работа, значи упорно и правилно ако работиш, некој може да работи во празно цел ден, али треба со визија, со визија, значи да работи, значи ќе искочи на виделина. Ако имаш план, програма и упорност, успех е неминовен. Александр, сега... За тренерите... Да, за тренерите, па после да ве прашам за овие лиценци кои вие ги имате, што не е мала работа. Да. Ајде ги спомниме тренерите. За тренерите, пошто пред тоа сакам да ви кажам и нивните успеси. Значи тука Ивица има голем исто допринос за овие млади генерации што е, значи Ивица Јовановски кој поседува Б лиценца, УЕФА Б лиценца и значи еден од меѓу најдобрите за млади категории во Македонија, каде што децата ги учи, нели, до 12 години, тој е главен координатор за тие мали деца. Има огромни успеси. Тука може да се надовржам исто за Далибор Трајчев, кој ги води пионери и помлади пионери, кој имаше значи повеќе од успешна сезона лани. Стигнавме до полуфинале, до четвртфиналето на купот каде изгубивме една утакмица од Вардар таму 4-0, дома 3-0 и за малку не успеавме да пројдеме во полуфинале. Со тие две генерации значи имавме огромен успех каде што со 2001 генерација освои Далибор, мислам сите заедно, али Далибор има најголем успех во таа генерација, пошто се поделени тренерите по генерации. Има биланс од значи 21 победа или така нешто и само еден пораз, каде што огромна разлика од гол разлика од 70-10, немам поима. Кај пионерите што беа лани, помладите пионери, се извинувам, таму беше преку 110 гола дадено, 8 примени. Само со еден пораз исто така беше, мислам. Што е огромна заслуга, значи за првите места и за влез во втората македонска лига. Сега, Александра Маневски. Извините, мора да го спомнам и Скендер Исмаили. Значи сега тој се приклучи со нас, значи тој идеше со овие млади генерации со Ивица и со мене секаде значи на овие 2006-та, каде што настапуваат и два играчи од кај него, многу квалитетни играчи на турнири за 2006-та генерација. Тој како се викаше малиот Ендрит, значи феноменален Игендрит, значи феноменални деца и играчи. И тој сега кај мене во клубот ги води кадетите, значи младинците се извинувам, значи во ФК Комана Евроспорт тој е тренер на младинската екипа, кој имаше успешен старт против Милано, ги победиме 3-1. И се надеваме значи дека и натаму ќе имаме, значи имаме тренер на голмани, имаме уште два тренера помлади што се, меѓутоа треба да учат од овие постарите, значи да ги похвалам сите тренери, да ги поздравам за нивните големи успеси и за нивната работа. И да продолжат понатаму. Да продолжат понатаму, да. Овде ќе има Александра Маневски А лиценца, Б лиценца,
највисока лиценца, ваква лиценца, јас не можам да ги изнабројам. Ти ќе ни кажеш кои се овие лиценци, да знаат гледачите дека Александар Маневски е успешен тренер. Па сега да ви кажам дека значи за битно во клубот прво битно да е едуциран тој што го води клубот. Едукација прво тука, не само да биде нели како поставен како Така. столб, а да не знае ништо од фудбалот. Значи ние имаме како порачен фудбалер, сега да не се навраќам. Да. Имам искуство, меѓутоа тренерската работа е сосема друга. Како играч една професија, тренер е друга професија. Значи од самиот старт кога влегов ја во фудбалот во ФК Куманово Евроспорт, значи цела година ние цело време се надоградуваме, значи идеме по семинари, јас поседувам УЕФА Б лиценца, сега пред некој време значи во мај ја зедов и УЕФА А лиценца значи каде што со УЕФА лиценца може да се водат до втора лига надпреварите во втора лига. Така. И во сите категории, значи оваа лиценца важи за цел свет, каде и да си во целиот свет, значи признаена лиценца под УЕФА. Така работиме, значи имаме семинари со многу имаме пример семинари во Београд, имаме одено 2 пута на тој Кервер семинар, што тој метод број 1 во светот, каде што од тој за млади категории до 14 години перфектно, значи каде што се учи техника. На предавање бевме кај Крек Гордон, тој е во Бенфика тренер, извореден тренер. И сега најново што бевме во Хрватска, не знам еве дипломата, значи оваа диплома една ми е од подрагите, пошто Алфред Галеистан, што е, така се вика, тој е основачот на Кервер и тој има лично него имаме предавање, тоа е реткост он кога оди на предавање. Значи ова јас сум бил на тоа сертификатот број 1, ова е број 2 во Загреб, каде што заедно со Далибор Трајчев бевме во Загреб 3 дена и од него научиме многу, меѓутоа сакам да кажам дека овој семинар што го има таму се одржува 3 пати годишно. Ова година беше во Загреб, во Сингапур беше и во Холандија. Значи 3 пати годишно, значи на 3 места, повеќе не лично каде што предава он. Од него може да се научи многу и ние ги имплементираме тие работи што ги слушаме по семинари, се едуцираме нон-стоп, значи го пратиме теркот, кога одам јас пример по семинари, некогаш и тренерите од со мене, кога одам јас, потоа го пренесувам искуството на тренерите и така заедно со една добра соработка и планска работиме на долги стази, значи на кратки стази. Исто има сертификат имам земено, значи сега за успешно психологија во спортот, каде што бев во Ниш на предавање кај таму се запознавме исто со Даворка Леони и по моја и нејзина иницијатива таа дојде тука во Куманово, каде што нели како што кажеме, покрај фудбалот само не е фудбал, за да станеш успешен фудбалер, мора да имаш и други други компоненти да се состават за да биде успешен играч. Значи и психологија во спортот многу значи, многу делува на играчите. Сега рековме дека до крајот на годината продолжувате со исто темпо. Побаво би било да ни кажете какви се плановите до крајот на годината, има уште 3-4 месеци и 2019 година дали повторно ќе биде успешна за ФК Евроспорт, а можеби неуспешна. ФК Куманово Евроспорт. ФК Куманово Евроспорт, да, се извинувам. Па вака, значи ние уште секоја година поставаме своји цилеви. Ова година малку отидовме и предалеку од своите, да кажам, поставиме помалку цилеви, имаше некои работи непланирано за наше добро, нели, за добро на деца. Пошто со успешните работи самите излегуваат други така. Кога успешно работиш, непланирано, како што бевме први во Брчко во Пелагичево, потоа за 3 дена излезе турнир одма во Сараево. Значи така, нон-стоп комуникации со луѓе, контакти
искуства, размера на искуства, значи нашата цел имаме зацртано, меѓутоа увек има непланирани работи, меѓутоа се е тоа на добро. За 2018, значи уште не е завршена, овие сите пехари што ги гледате тука се и медали децата што ги имат освоени се од ова 2018 година, значи тоа покажува дека се работи квалитетно, дека ти на сите турнири кај што одиме испод 30 екипи немаш на турнир, значи тоа е без разлика каде да играш, тоа е огромно, нели, да дојдеш до први 4, меѓутоа ние не го земаме во преден план, пак ќе кажам пехарите. Мене не ми значат пехарите ако не излезе некој добар играч. Значи битно е да излезе некој добар играч, што е најголемо богатство, како Столе Димитриевски, како сега Филип Антовски што е во Вардар, како и ред други има фудбалери што се по овие други клубови. Нас не тоа гордее, значи од овој клуб да излезат добри фудбалери. Колку е твоето работно време? Гледаме пехари, патување, Шведска, Македонија, Струмица, Куманово, Белград, Загреб. Дали Александар Маневски воопшто има време за одмор или не? Па да ви кажам, поготово ова година многу ретко, скоро немам одмор, нема време за одмор, значи се дешаваат некои работи со брзина. Ама не ви паѓа тешко ништо? Не, значи работа која сакате и која работите, не ви пада, значи работите со мерак, со елан. Сега, значи тие сите напорни патувања, тоа се километри пропатувани. Мене ме радуваат овие деца да бидат среќни, значи првично за нив во тоа работиме, да бидат среќни, да бидат задоволни, да излезат фудбалери. Значи и они сами знаат, ние работиме допунски тренинзи, каде што не земаме ни средства, ни пари со некои играчи, каде што другите, пример, тоа го наплаќаат, не е битно. Ние тоа го работиме од љубов према децата за да напреднат што повише и повише да работат. Значи правиме индивидуални тренинзи со некои деца за нивниот развој и за нивниот успех. Сега сите овие идни асови на комановскиот фудбал, за сите вас прашање и еден апел до вашите другари да им кажете што значи спортот за секој млад човек. Па спортот како прво треба да го сакаме и како да го почитуваме спортот, треба да го сакаме и децата кои сака да тренираат треба да бидат упорни во тоа и ќе успеат. Што значи спорт за секој млад човек? Спортот за секој млад човек значи да е отргнат од улица, да тренира, да има здраво тело, здрав дух. Така. Што значи спортот за секој млад човек? Еве, да испратиш една порака до твоите другарчиња, што значи спортот за секој кој сака да се занимава со него? Треба да има упорност, да има добра исхрана, 80% од играч е исхрана. Не знам, да е упорност и тоа. Добро, понатаму. Што значи спортот за секој млад човек? Па спорт треба да го сакаме, не можеме да го играме ако не го сакаме. Треба да сме упорни и треба да веруваме. Генти, за тебе, за твоите другарчиња, што ќе испратиш порака? Ја би испратив порака на другарите, на моите другари да дојдат све на Куманово Евроспорт да тренираат. Ќе има подобар успех и ако сакав да успеев на спорт, тука е Куманово Евроспорт, ако сакав да бидев некој играчи, например на фудбал, и да имам здравство. Така. Све. При крајот сме на нашиот разговор, скоро 47-8 минути, а еве Александра, исто многу круцијална работа и важна е, правилна и искрена и спортување. Што вие им советувате на овие дечиња, како да се хранат? Па да секако, значи, ја сега горе, у Шведска кога бевме, како што кажа, тоа се искуство. Има еден наш тренер што работи горе, тој е во Хакен, значи тренерот. Со него размениме мислење и ќе одам, значи, таму на еден семинар сега во новембар месец во Гетеборг, каде што главна тема, значи, покрај фудбалската ќе биде исхраната. Значи, како што кажа Марио,
ние разговараме, значи почнеме одма да го имплементираме тоа. 60% исхрана, значи во спортот. Ако се правилно храниш, не суваш квалитетно гориво, каде што може играчот да истрае повеќе, да трчи, повеќе да тренира, значи со рано легнување, со спортски живот, значи друго е кога си ненаспиен, неодморен, ненахранет, значи не можеш да играш, не можеш да тренираш. Значи исхраната, нутриционизмот се поголеми размери зема во Европа, кај нас уште за останата работа, да не кажем, пошто никој не обрнува пажња, Кока-кола, чипсови се јадат, сендвичи се јадат. Таму во Шведска, значи ќе ви кажам, пример, од 10 години нагоре, во школа кај што учат децата, Кока-кола е забранета, значи не смеат да пијат, не само во школа, него и дома, така ги учат, чоколади се забранети, значи не смеат газирани пијалоци да пијат, сендвичи да јадат, значи ништо. Тие им даваат на деца, кога ќе заврши нели, во школа што јадат, им пакуваат за дома храна што треба да јадат попладне и навечер. И во клубовите, значи исто. Значи, да, мислам дека и во Шведска има донесено закон на државно ниво, некаде околу 200 до 300 до 500 метри не смее да има сендвичари, тоа што реков те Кока-коли и така натаму тоа. Во школите не смее да имат. Значи не смее да има и повеќе овоше зеленчук. Да, значи на природна храна се, значи на природна исхрана се, помаранџи, пример, цитрони, лимони, банани, зеленчук исто. Значи, употребуваат здрава храна и ако, пример, природни сокови, цедени сокови, значи избегнуваат, они избегнуваат се што е газирано. Тоа е темпо што сакаат туристите кога ќе дојдат, да не ги одбијат туристите. Мислам дека би забранили и за туристи. Да, и уште еден податок кој го знам, ми го има кажан еден професор, еминентен по физичко образование, кој вели дека во сите скандинавски земји, во основните и во средните училишта, секој ден има настава по физичко образование. Кај нас има 3 часа, сега ќе се поведе некоја кампања да има секој ден физичко образование, кај нас во училиштата, и сметам дека тоа е добар потек, затоа што секој ден физичко образование за децата е подобро, нели? Па секако, нормално. Значи, горе функционира во Шведска во разговор со значи нашите таму луѓе што се и со тренерите, ти имаат не знам колку часа, многу повеќе, значи може имаат и по 2 часа дневно физичко. Бачка што тренираат спорт, али тоа се во договор со клубот, ако тренира фудбал, он е во комуникација тренер со професор, значи толку на високо ниво, професионално ниво. И ние сме фрапирани од тој, значи како идат и потоа гледаме каде е Шведска, каде се другите западни земји, значи а каде сме ние. Значи многу треба да се обрне пажња значи на физичкото образование да се воведе во школа. Таму јас не видов, значи таму беа сите атлети, машки, женски. Не видов да има некој пун човек, да има некој така да кажам со дебелина. Таму сите се значи спортски градени. И ќе видиш значи наутро кога некој джогира, попладне исто, оди на пливање, значи ако има слободно време исто, значи сите се спортски активни. И тоа сега да се разбереме, сега и закон во Шведска што донесува 6 сати радно време и тоа многу значи, значи има многу поголем простор за самиот човек да посвети само на самиот себе, нели? Јас си благодарам за разговорот, 50 и нешто минути разговараме, да се видиме во друга прилика и да се надеваме дека фудбалскиот клуб Евроспорт повторно ќе ни израдува со нови големи успеси, како дома, така и на страна. Ја да се благодарам на тебе, Маријан, прво, и на цела К3 телевизија, целата екипа, која не пратите нон-стоп, значи кои ни објавувате овие постигнати резултати и значи со нашето растење имате голем допринос и вие. Голема благодарност значи до нашите родители, до нашата публика, до нашите тренери. Нема тука да застанеме сигурно, значи ќе работиме уште понапорно, пошто имаме уште поголеми мотиви, поголема цел и од мене толку. Се гледам во следна прилика. И сега да ви најавам, Александар, дека во петок е голем ден за градот Куманово. На 7 септември пред 87 години е пуштена нашата незаборавна Соколана, еден голем јубилеј.
Тоа мора прво тебе да те пофалам за тие, значи, што ги имаше направено CD-а. Тоа е огромна работа. Секој че, значи, спортски ентузијаст како тебе, ретко, значи, на овие, значи, во Македонија може да се најде. Ги имам гледано, значи, сите тие филмови. Штета што нема луѓе како тебе уште повеќе. За Соколана можам да кажам само во избори, пошто јас имам играно како дете во Соколана фудбал таму, значи по цел ден сум од сабаља до вечер, да не кажам, скоро сум играл. И тоа е историски датум за Куманово. Тоа е историски, да, значи тоа е како да кажам символ на Куманово. Символ на Куманово каде што сите скоро спортисти, да кажеме ракомет, бокс, фудбал, атлетика, кошарка, сите се почнати од Соколана. Значи тука е базата на спортот за Куманово. Така. По тој повод во петок подготвуваме специјална емисија за Соколана со гости, со анкети и така натаму. Ви благодарам уште еднаш, а утре, почитувани гледачи, ќе имаме представници од кошаркашкиот клуб Куманово. Значи, оваа недела ќе биде посветена на спортот. Ви посакувам пријатен ден со нашата програма.